Македонија се врати на вистинската патека на европеизација и демократизација. Знаете дека долги години бевме заробена држава, знаете дека имавме политички кризи, политички турбуленции, имавме дури и насилен упад во парламентот, меѓутоа новата влада за релативно куз временски период успеа да ја стабилизира земјата и да ја донесе практично на прагот на НАТО алијансата. По добивањето на поканата за влез во алијансата од минатата година, ова година до крајот очекуваме да станеме 30 членка на најмоќниот воено-политички сојуз на светот. Сето тоа немаше да биде можно ако не бевме сплотени околу идејата да ја реализираме најголемата стратешка цел од осамостојувањето до денес, а тоа е сите да застанеме зад прогресивните сили кои имаа тешка битка, надминаа многу препреки и конечно успеа да ги победат силите на регресот. Денеска, за жал, се уште постојат луѓе и политички структури кои мислат дека со нудење алтернатива која значи всушност враќање назад или со блокада на развојот на државата, Македонија може да просперира. Наредните претседателски избори треба да покажат дека курсот кој Македонија го има заземено е исправен и единствено можен во овој период. И јас би апелирал до сите луѓе кои мислат добро на сопствената земја да гласаат за оваа политичка опција, за оваа политичка структура од која сум јас самиот дел, која во изминативе години и пол до две навистина успеа од една заробена држава да направи де факто членка на евроатлантските институции. Македонија не смее да си дозволи да оди назад, затоа што таа опција е најпогубна за сите нас. Ако дозволиме да поништиме се што до овој момент сме постигнале, ако ги поништиме сите договори, сите компромиси кои оваа влада успеа да ги направи, мислам дека ќе се вратиме во голема неизвестност, а тоа нема да донесе прогрес за никого. Едноставно, Македонија мора да биде дел од напредна, демократска Европа и да биде дел од напредниот и демократски свет. Направивме големи и тешки компромиси, преземавме голем ризик, меѓутоа бенефитите ги гледаме. Значи, во 2018, зборам за она што е најбитно за сите граѓани, во 2018 бројката на странски директни инвестиции е 625 милиони евра, што е незабележано во изминативе 15 години, било која година да ја земете како репер. Тоа значи дека политичкото стабилизирање кој оваа власт го донесе на земјата носи и економски благодет. Премногу е ризично иднината на Македонија да ја ставиме во рацете на луѓе кои мислат дека треба да се вратиме назад, да поништиме се што е досега направено и да се вратиме пред Преспанскиот договор, пред уставните промени и се разбира, предпоставам тоа сака, да се вратиме во времето на груевизмот, режим каков што не е забележан во поновата балканска историја. Јас сум значи еден од оние луѓе и на следните избори во име на таа политичка структура ќе истрчам пред граѓаните да објаснам дека подобар пат, подобра алтернатива од ова нема, се друго е голем ризик, голема неизвестност. Јас мислам дека конечно граѓаните на Македонија заслужуваат подобар живот, наместо повторно да се враќаме во неизвестност, дали ќе не биде, дали ќе има државата, каква ќе биде државата. Ова е патот по кој треба да одиме. За жал изгубивме деценија цела, чекајќи да го фатиме исправниот курс. Јас мислам дека треба граѓаните да дадат поддршка на сите нас што се вложивме себе си заедно со граѓаните во еден проект кој значи европска, демократски и прогресивна држава. Чув некои податоци кои може само сите нас да не радуваат, не само вие што живеете тука, него и сите ние што живееме во другите региони и градови на Македонија. По БНП во просек, ова е практично втора општина во Македонија, после една од скопските општини. Чув дека имате една од најмалите стапки, ако не и најмала стапка на невработеност, официјално 5%. И мислам дека ако сакаме Македонија да напредува, мислам дека тоа ни е желба на сите нас, и да биде еден ден средена и богата европска држава, Кавадраци е една од општините која треба да има посебен третман од било која власт, сосема независно која е во владата во Скопје, било која политичка структура. Оваквите примери може треба само да ги поддржува и да како добар пример ги покажува на сите останати општини и региони во Македонија.